Многу ми е чуден обидот што не сакате предлогот да го ставите на гласање. Па ми именувате тука некои пратеници кои што они знаеле. Ма не знаеме ние. Ама не знаеме, како да ти објаснам дека ние не знаеме. Јулиуте, Ви се молам. ве молам сега. Сега, окей, само накратко, ве молам, бидејќи по трет пат се јавувате. Немојте. Окей. Значи вака, вест од 29 мај, значи пред 2 дена, 3 дена, портал, па да ти кажам чифе, оној кој што, како ги вика оние вистиномери? Господја Ласовска, не, колешка од Ласовска. вистиномерите, што ги Колешка плаќате со Ласовска. државни пари. Има, значи ова има донаторска, пред неколку дена се одржала донаторска акција за собирање помош за украинските бегалци во земјата. На пресконференцијата се обратиле и од Канцеларијата на Народниот правобранител, заедно со Роман Буга, заменик амбасадор на Украина во Скопје, и Александар Урбановиќ, председател на Сдруженијето на украинци во Македонија, значи Сдружение, не спомнува влада, не спомнува ништо, туку Сдруженија, приватни иницијативи и така натаму. Посочени се проблемите со кои се соочуваат украинските бегалци кои престојуваат во земјава, како и потребата преку личен пример да им се помогне на лицата во неволја. Значи, украинските бегалци не можат да пристапат до пазарот на трудот, односно не можат да дојдат до вработување, следствено на тоа не можат да остварат сопствени извори на приходи, а тоа представува сериозен проблем за нив. Но, што е уште позагрижувачко, немаат пристап до здравство, згрижување, образование и работа. Што ќе каже дека доколку и најде некаква работа бегалецот, мајката или таткото се едно, мајката мислам, нема кој да го чува нејзино дете. И сега да ве прашам вие што сте многу информираните и што велите дека имало акцијски план, како сте ги решиле со згрижување и со образование и со здравство? Не, јас тука има и една приказна на украинка која што имала потреба од здравствена услуга и бидејќи наишла на хуман доктор и на хумана сестра, и ја дале потребната услуга, но како и да е, останува фактот дека немаат здравствено, немаат образование и немаат работа. Пред неколку дена слушав исто на медиум, имаше една мајка, една украинка која што бара нејзиното дете за да не заостане, нормално секој сака да си отиде во сопствената земја, да прекине пред се војната, но кога веќе сме вели тука, сака моето дете да го продолжи собственото, неговото образование. Бара некој кој што ќе го научи македонски. Или бара да тргне на училиште барем за социализација со неговите врсници. Има многу прашања кои што ние како пратеници не сме слушнале дека владава во вашиот акционен план кој што велите го донела или Министерството за надворешни работи. Не е само пиар да излезете на телевизија и да кажете дека сте решили или сте примиле. Не, немаат ниту здравствено, ниту образование, ниту други оние услуги кои што им требаат и нема владина одлука. Се знае како е тоа приватно да се сместуваат и да се наоѓаат, а се знае како тоа државата го уредува доколку сте донеле таква одлука. На крајот на денот,
Дури и да има таква одлука, согласно одлуката председател е тука, вели информирање на претениците од страна на државата и државните органи. Во државни органи се знае што се дали вика председателот на државата, треба да го викнеме, па не само што треба да го викнеме, сам треба да дојде. Па вчерашната негова изјава вели Европската унија е веќе илузија. И го споделуваат сега бугарски медиуми и сега ај кажете штета направи или ни направи. Па треба да дојде тука да каже што мисли со тоа. Што мисли со тоа што кажа дека Европската унија е илузија? Како тоа е илузија? Како Пендаровски врз основа на кои разузнавачки информации го добил ова мислење? И те како треба да дојде тука? Колешки Лапсовски. Народ го бирал? Океј, јас сватив. Имаме право, сакам да ви кажам, дека имаме право како пратеници, не само влада, не само и председателот на државата да дојде тука, особено во вакви клучни моменти. Па видете, крвари Македонија од жртвите што ги даде. И ме сменивме за тоа и он се оди и вели нема илузија е Европската. Па тога што, да правиме нов референдум? Многу прашања се отвараат тука со изјавите на врвот во државата. Како тоа? Од каде му се тие информации дека е илузија? А кога денеска Макрон вели дека ќе има средба со нашите владините наши представници и со Бугарија, кои се труди нели да конечно да се дигне ветото. Ви благодарам. Навистина сега, ајде да го Ама чекај да бидеме коректни. Само момент, можеме да прекинеме. Само момент. По трет пат поред, нели, го објаснивте предлогот. Сфативме што е предлогот. Ве молам, бидејќи на конструктивен начин, сакам да прогласам 5 минути пауза, за да видиме од процедурален аспект дали сме окей или не, дали имаме право или немаме право. Затоа, за да се консултираме, па на конструктивен начин, сега не знам како да ви кажам. Надвор од секоја рамка од деловникот сме. Ве молам, ве замолувам, за да бидеме коректни. Довршете ја мислата, ептен кратко ве замолувам, за да прогласиме 5 минути пауза, за да се усогласиме и да се консултираме. Тоа ми е. Секој што ќе ви каже дека немаме право, ќе ви излаже, еве сега, веднаш, следење на активностите на владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членството на Европската унија и во врска со нив. Значи, во врска со нив дава мислење препораки. Европската унија прави се да и помогне на Украина. Ако ние сакаме да ги следиме трендовите, имаме препораки, имаме мислења што сме ние пратеници или сме со кого треба, со кого да се консултирате, со владата? Никако. Имате одлука. Врз основа на одлуката ќе одлучиме ние пратениците тука и воопшто нема да излезете од вашето како председавање, од вашиот делокруг и сите ние тука како пратеници. Гласаме, даваме мислења и препорака. Па видете, на крај на ден, дури и да го има тоа, владата повратно не информира, вели вака, а ние, да довршам мислата, ние, мислам, па сега мислам, да мислиме, да кажувам. Треба да мислиме во рамки на времето. Владата повратно одговара, така? Имаме акционен план. Да се докажам. Владата одговара. Ако навистина има, согласно одлуката, и повикуваме тука, владата, и прашуваме. Колку пари, финансиски извештај, па после тоа, ако констатираме дека малку финансиски средства се председателе, наред е ребаланс на буџет. Комисијата за европски прашања прави
заеднички амандман покажува европски вредности, солидарност и хуманост, бара од представниците на владата повеќе пари за бегалците. Навистина ве замолувам. Цел конгломерат на обврски кои што произлегуваат од граѓаните го имаме, ние нема што да прашуваме кого во владата ќе прашаме. Ние имаме деловник и имаме одлука. Ве молам, ставете го мојот предлог на гласање. 5 Благодарам. минути пауза.